Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Зоран Заев пред само недела дена кажа дека со така наречените антикризни мерки му помага на народот и на стопанството. Само неколку дена подоцна гледаме како народните пари преку буџетот завршуваат на сметката на фирми на семејството Заеви, како Еленица, каде управител е неговиот брат Вице Заев, а основач неговиот братучет Трајче Заев. Да ја погледнеме, почитувани, изјавата на Зоран Заев од пред една недела. Економскиот аспект се надевам ќе дискутираме, огромни успеси има. Нека кажат бизнисмените. Кога добиле повеќе пари од државата? Не само заради корона кризата, заради Законот за финансиска поддршка на инвестициите, заради ИПАРТ, кој што го имаме директно, целосно 100% реализираме пари, заради Фондот за иновации и технолошки развој, заради Министерство за економија, Министерство за финансии и подпредседател на власт за економски прашања. Кога повеќе добили? Еве пари трошете. Помогнете и на економијата, за да и помогнат на компаниите да купуваат домашни производи и домашни услуги. Кога тоа некој така давал пари? Државата е тука и дели пари и ќе помогне. Тоа било подкуп. Не е подкуп заради тоа што господинот Мицковски велеше помогнете. Помагаме со се што можеме. Никој повеќе не помага со тоа што врзгуваме пари. Пакетите мерки, почитувани, се наменети за джебот на Заеви и врхушката на власт. Никогаш доста за Заеви. Прикажале приход од 5 милиони евра, а сега земаат од државата помош. Наместо на сметките на фирмите на кои што реално им треба помош, парите завршуваат во джебот на Заеви. Заеви не се фаќаат за джебот кога треба да дадат, туку се фаќаат единствено кога треба да земат од нашиот народ. Згора на тоа, освен Еленица на Заеви, државна помош од 106.000 евра добила и фирмата на доскорешниот подпредседател на владата и близок соработник на Зоран Заев, Кочо Анѓушев. ВМРО ДПМН е бара и ги повикува Заев и Анѓушев да ги вратат парите кои ги земаа од државата како државна антикризна помош. Ова представува, почитувани, сериозен сомнеж за злоупотреба и ќе треба обвинителството сериозно да го испита овој случај. Овие луѓе немаат образ. Ова значи помалку пари за компаниите, а повеќе пари единствено за Заеви. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Господин Георгиевски, до Центарот за комуникација стигна едно прашање, доколку може да го одговорите. Како го коментирате извештајот на Freedom House во делот за Република Македонија? Ви благодарам. Благодарам на прашањето. Видете, извештајот на Freedom House само потврдува дека Македонија со Зоран Заев, освен тоа што е хибриден режим, е и оаза на корупцијата, криминалот и истовремено е загрозена слободата во нашата земја. Таму децидно се вели дека корупцијата останува сериозен проблем, особено е нотирана неказнивоста за корумпираните владини функционери, за кои што имавме простор да слушнеме милијадници афери изминатиот период, вклучително и членови на парламентот и судството во нашата земја. Во извештајот исто така е влезена корупцијата на Зоран Заев, извештаите за заплашување и купување на гласови, кои што постојано ги обзнануваме и стануваат се повообичаени во изминатиот период. Сивата економија исто така е нотирана во извештајот и е голема, оставајќи голем број работници ранливи на злоупотреба од страна на работодавците во нашата земја. Исто така останува, според извештајот, огромен проблем неефикасноста и независноста на нашето судство. Ова значи дека ја имаме и меѓународната потврда дека Зоран Заев Македонија дефинитивно ја направи најкорумпирана земја во цела Европа. И меѓународните пријатели знаат дека токму Зоран Заев е извор на криминалот во нашата земја, е извор на корупцијата и е човекот кој што ја загушува слободата во Република Македонија. Дали имаме други прашања? Ви благодарам.